Почитувани, обземени од желбата за власт, но исплашени од незиното губење, ДПМН и нивните кандидати за градоначалници и советници забораваат дека во политиката, исто како и во животот, треба да се има и лице, и образ, и обзир. Господа од ДПМН, чиста небулоза е да го шетате низ чаршија Панче Тошковски, министерот во чиј мандат во Прилеп се запалени 30 на автомобили, фрлени се бомби во угостителски објекти и во домови на наши сограѓани. Тешко лицемерие да зборувате за грижа за младите, кога општина Прилеп е меѓу ретките во државата во која не постои младински центар. Со тоа, не само што го прекршивте законот за младинско учество и младински политики, туку покажавте и непочит кон сите млади. Исто како и пред 4 години, и денес ветувате изградба на градинка. Истото ветување, истата градинка на истата локација како и тогаш. Кој може да верува во вакво ветување, кажано од истите оние на кои им требаа 3,5 години да стават во функција речиси изградена градинка, наследена од претходната локална власт на СДСМ. Со кое лице ветувате реконструкција на улици, кога за 4 години потрошивте 100 милиони евра, а улиците ги оставивте изрешетени со дупки како кратери? Нели ви е незгодно да се сликате на спортски надпревари, кога токму вие сте тие кои го уништија прилепскиот спорт, а победа ја избришаа од фудбалската мапа? Како ќе им објасните на граѓаните дека вие и вашите партиски директори ги поскапевте данокот на имот, водата, комуналните услуги, градскиот превоз, но и покрај тоа сите 4 јавни предпријатија станаа загубари со финансиска дупка поголема од 2 милиони евра. И сето ова се случи за време на вашето владење со општина Прилеп, период во кој сите конци ги влечеа градоначалникот Борче Јовчевски и председателот на Совет и председател на Општински комитет на ДПМН Дејан Продановски. 4 годишната агонија во режија на тандемот Јовчевски-Продановски прилепчани нема така лесно да ја заборават. Ви благодарам. Се бориме за нашиот дом. Петра Лукаровска за градоначалничка. Социјалдемократски сојуз на Македонија.